Нови отпуштања од работа и затварање на конфекции во источниот регион. На текстилната гранка и предстои уште една тешка година полна со неизвестност. 20 на работнички во Гласен текстилец веќе се пожалиле дека поради намалување на производството нема да им биде продолжен договорот за работа. Други работници пак биле приморани да се потпишат за трансформација од неопределено во определено работно време. Се надевам дека работниците ќе бидат внимателни при потпишување на било какви трансформации, бидејќи ако има напален обем на работа, повторно морам да потенцирам дека во Законот за работни односи стои децидно дека доколку фирмата работодавачот се соочува со потешкоти во работењето и треба да го намали бројот на вработени, тоа се прави со соодветна консултација со представник на работниците, синдикати и слично, меѓутоа и дека треба да исплати испратени согласно стажот на работниците во тие фирми. Блискиот исток и понатаму представува сериозна конкуренција која нелојално и се спротивставува на македонската работна сила. Сериозна е состојбата посебно во помалите текстилни компании во регионот. Дел од европските партнери веќе си заминале и своите налози ги пренасочиле во Бангладеш или Виетнам. Голем број компании си заминаа од кај нас. Помалите компании живуркаат, имаат проблемите од македонска каменица во Штип компанија која не знае како ќе продолжи. Се надева ќе најде нови купци, ама тоа многу тешко се прави. Бидејќи странците се свесни дека ние немаме млада работна сила и затоа на долг рок губат интересот да работат во Македонија. Проекциите за 2024 не влеваат оптимизам кај стопанствениците. И годинава во оваа бројка се очекува пат на бројот на работници и индустриското производство од 3 до 5%.